Убиството на Вања, екзекутори, истраги, мотиви, докази, бруталност. Секаде гледаме паланечка реакција. Дали и како и со што се нанесени повредите, промените, како они делувале на виталните функции, така натаму, констатирање на причината на смртта. По Брисел, пропуштена шанса на домашните политичари. Секако ние испуштивме една златна година, би рекол, како потреба. Во немање понуда соодветна програма на гласачите, сме ги тренирале, условно кажано, гласачите да се такмичуваат на основа на две групации, на патриоти и на издајници. Демократијата без владење на право станува лесно подложна да биде злоупотребена од страна на популистички лидери. Политички систем, крпено ден за ден, ни треба ли пржинска влада? Кој и зошто ја потикнува албанофобијата? Пржинската влада е навистина нестандардно решение во поглед на влада која треба да организира избори. Ние се уште прошируваме предрасуди на етничка основа и тоа секој пат пред избори. Буџетот во собрание, демонстрации на улица, предизборни лицитации или нескротлива алчност кон јавните набавки. Не е проблемот до висината на платите. Проблемот е до ниската продуктивност на вработените во јавната администрација. Фондот за пензиско инвалидско осигурување ќе надмине 50% субвенционирање од државниот буџет и ова е на среден и долг рок уште полошо. Материјалните докази за Вања и Панче го потврдуваат исказот на притворените за злосторот. Ова тврдење на обвинителот Бубевски веројатно го потврдува и првичниот став, дека убиец на двојното убиство е поточно Јупчо Палевски Палчо. Во ово издание на Тренинг гостин ќе биде професорот Алексеј Дума, долгогодишен директор на Институтот за судска медицина, експерт за обдукција и криминалистика. Господине Дума, што би требало да покаже на почеток во оваа фаза, откако е завршена обдукцијата, извештајот кој треба да биде, по моите информации, во текот недната недела доставен до обвинителството? Прашањата на кои што треба да одговори вештакот се секако во зависност од интересот на тој што издава наредбата. Заради тоа во документите кои што ја стандардизираат постапката за судско-медицинска обдукција издадени од Министерскиот совет на Европа февруар месец 1999 година, стои дека комуникацијата е стална, усмена или писмена. Секако тој што издава наредбата има посебни интереси или сознание до кој што дошол во времето на вршењето на увидот и стекнувањето на првите сознанија околу околностите на настава. Овде очекувам да има дополнителни прашања од стандардните прашања кои што треба секоја судско-медицинска обдукција да ги одговори. Бидејќи се работи за предистрага, јас немам никакви информации кои сознанија обвинителот или полициските органи кои што започнале предистрагата ги имаат и кои се нивните интереси. Во секој случај потребно е време, потребно е големо знаење и потребна е техника за да се одговори на некој од прашањата. Обдукцијата не може да одговори кој го извршил убиството, али може да одговори како е извршено. Како е извршено одземањето на животот. Со употреба на какви средства. Понатаму може да одговори колку време е надживувањето од задобивањето на секоја поединечна повреда, во колку се работи за повеќе повреди. Може и треба да одговори многу со огромна сигурност, значи непобитно, за причината на смртта. Тие сознанија се дел од слагалицата која што обвинителот треба да ја добие за да си го квалификува делото така како што го интересира и да добие сознанието како што го интересира. Во предистрагата е карактеристично дека во секој момент се добиваат нови податоци, се добиваат нови сознанија, кои што мора тој што ја води предистрагата да ги провери, да ги елиминира или да ги потврди. Очекувам дека
издавањето на обдукциониот записник, обвинителството или институцијата која што ја води постапката, властените лица, ќе имаат и нови прашања. Не постои таму терминот јас мислам или може би е. Во обвинителниот акт таква работа не може да постои. Исто и во експертизата. Ниеден експерт не може да рече може би или мислам. Не, немаш право. Ти имаш право да анализираш доказ. Професор Дума, парафинска ракавица од раците на Палевски не е направена, што би покажало дали тој навистина пукал. Како ќе се компарираат форензичките наоди со прострелните наоди? Парафинска ракавица сега е веќе касно да се направи. Тоа се барутни частички, несогорени барутни частички кои што излегуваат од системот за окинување од репетиторот или шкрапалото и се нанесуваат на раката која што го држало оружјето, кој што извршило испакување, на деловите кои што се експонирани на излетување на тие барутни частички. И постојат индиректни методи со кои што може со голема сигурност да се утврди кој ракувал со оружје. Тоа се тешки, компаративни постапки, но во крајна линија затоа постои предистрагата, да искористи сите знаења од сите научни дисциплини за да може да дојде до релевантни докази. Возможно ли е прво младото девојче, малолетното девојче да било задушено, а дури потоа да било пукано врз неа? Тоа ќе го одговори обдукцијата. Возможно е све. Се е возможно и секоја претпоставка треба да се провери, докаже или исклучи. И тука танатологијата дава големи одговори. Тоа е наука за промените кои што настануваат во време на умирањето и после умирањето. И во таа агонија има различни начини на реагирање на организмот со различен степен на интензитет. Да не влегуваме во широка е науката. Но е возможно дали првен, ако било, што било, па после тоа што следело, во каква состојба било, дали може да се брани активно, не може. Има многу прашања кои што сега ми навираат, а не е ни време ни место за нив да се зборува сепак. Имајќи во предвид дека телото на девојчето е пронајдено неколку денови подоцна, предпоставка или можност е осомничените да сокријат дел од доказите. Што во тој случај? Потешко ќе се работи. Во секој случај и промените кои што на обдукција се регистрираат се потешко видливи заради постморталните промени на телото на покојниот. И тие почнуваат да се маскираат понекогаш со постморталните збиднувања со телото. Дали тоа значи дека за вашите колеги од судска медицина е сега потешко, бидејќи телото е дури неколку дена подоцна по убиството пронајдено? Потешко, бара поголемо внимание, бара поголемо искуство и бара многу знае. Тоа сето, барем према тоа што го знам за тие луѓе, они го поседуваат. Дали аутопсијата на телото може да влие на кривично-правната квалификација на случај? Апсолутно. Апсолутно. Тоа е еден од битните елементи за кривично-правната квалификација. Дали и како и со што се нанесени повредите, промените, како они делувале на виталните функции, така натаму, констатирање на причината на смртта, констатирање на елементи кои што делувале на причината смртта, па како тие се вклопуваат во процесот на започнување на агонијата, должината и така натаму. Апсолутно, и затоа обдукцијата е еден од битните инструменти кај крвните деликти, кај смртните крвни деликти. Професор Дума, ако убиството е било испланирано, поточно со умисла, како настанало, и ако настанало воопшто паника во тој случај, кај извршителите, како што е првичната оценка на обвинителот Бубевски, може ли да ги оквалификуваме осомничените за
психопати или за социопати? Тоа се прашање на кој што одговара тој што ја води постапката, користејќи и други вешти лица и сознание од други научни дисциплини. На крајот на прак сме речиси 2 децении по падот на авионот на председателот Борис Трајковски. Ви учествувавте во обдукцијата на жртвите од авионската несреќа. Дали денеска би може да оставите и се уште да се сомневате дека падот на авионот крие уште голем број на мистерии, прашања, нејасноти? Нашиот дел таму беше сработен идеално, брзо, ефикасно и прецизно. Тоа ни беше 3-та или 4-та идентификација на авионски несреќи. Искуството на стручниот тим беше големо во тоа време. Ние успеавме многу брзо да завршиме работата. Со тоа што беше проблем екстериторијалност. Правно прашање кој што требаше да биде решено страна на правниците кои што учествуваа во таа работа. Кај мене не постоја дилеми на дадените одговори во однос на судско-медицинската дејност, идентификацијата, констатирањето на повредите, времето на живоње и така натаму. Од таа истрага, од тие обдукции, тие истражувања, се сеќавате дел од анализите ги работевме со Институтот во Загреб. По голема помош и препорака на тогашниот министер за образование, професор Приморац. Тој е судски доктор и одличен, многу близок пријател мој и на институтот. Тие дозволија тогаш во Загреб да се користи лабораторијата за ДНК, една од најпотентните лаборатории. И тогаш прв пат успеавме, на големо изненадување на целиот тим, вклучувајќи ги колегите од Загреб, од видливо карбонифицирани ткива, јагленисани ткива, да добиеме одлични ДНК профили. Нашиот резултат беше 18 сати пред резултатот на АРВИ комитетот на Европол, кој што работеше во Сараево за идентификацијата. Паралелно 2 лаборатории работеа. Беше многу брзо, многу прецизен и ефикасен. Ние кога им ги соопштивме нашите резултати, оние што 18 сати им треба, нив уште 18 сати им треба за да ги потврдат нашите резултати. На крајот, зошто и денеска постојат сомневања дали се работеше за несреќен случај или можеби за смислено сценарио, да не употребам и погруб збор? Знаете, тоа е менталитет. И човек кој што не сноси тежина за решавање на проблемот, не сноси одговорност или не чувствува одговорност за тежината на изречениот збор, може све да зборува. Но за да тоа го кажете, барем према моите кругови каде што се движам и начинот на кој што професионално работам, за да кажете една квалификација, вие мора да изнесете докази. Предпоставките се работа која што се случува во време на предистрагата. Тогаш се согледуваат сите возможни патишти и варијанти. Дури и невозможните навидум на прв поглед понекогаш се проверуваат. И сигурно истражните органи, јас не учествував во истражниот дел, работевме исклучиво форензиката, и то само судско-медицинската, ги разгледувале тие ситуации и ги анализирале. Во секој случај, тоа се предмети кои што не се затвараат. И секој кој што смета дека може нешто да тврди, треба да го докаже пред соодветна институција. Иначе се внесува немир во населението. Знаете, поговорите, лесно изречените зборови се како бран кој што те удира, кој што те зашеметува, кој што те исфрла од равнотежа.
И можда некој мојот цел за да се постигне, сега нека да влегувам понатаму во анализа. Професор Дума, ви благодарам за гостувањето. Благодарам и јас. Следете разговор со професор доктор Алексеј Дума, долгогодишен директор на Институтот за судска медицина. Академик кој во Ману раководи со новата стратегија за развој на државата, универзитетски професор, ректор на Штуловиот универзитет, поранешен екс-партиски лидер, менаџер во реалната економија. Мој соговорник во наредните минути ќе биде академик Абдулменав Беџети. Господине Беџети, првична ваша оценка, Брисел не даде зелено светло за продолжување и отворање на следното поглавје со Европската Унија. Неспроведувањето на уставните промени остануваат главна кочница на македонскиот пат кон Брисел. Ја испуштивме ли шансата, големата шанса, поради натрепартиски интереси и надгревање или подгревање на национал-патриотската карта? Па, нажалост, да. Мислам дека ова беше одлична прилика по создадената добра клима цело време, речиси една година постојано во пакет за да се почнат преговорите, да се отвараат поглавјата поради, како што знаете и како што сами подвлековте, разни дневно-политички причини да биде на некој начин испуштена и оваа година, која што е многу значајна, поготово кога ова беше многу потребно после непосредните 2-3 кризи кои што ги уочивме, почнувајќи од ковидот, па потоа со војната во Украина, потоа дојде енергетска криза, па инфлациона криза, па криза на растурање на зинџирот на набавки и сето тоа кумулативно на крај да заврши неуспешно во однос на отварање на процесот на преговори со Европска Унија поради причина која што најверојатно по 6 месеци, по една година таа ќе биде надмината. Но секако ние испуштивме една златна година, би рекол, како потреба, а поготово ако Албанија продолжува и да заостануваме тука, која што ние сме во тој дел со најголем стаж, со кандидатски статус од најдолг рок после Турција. Веројатно никако да ни се насмене среќата, но ќе останем уште малце на тема Европска Унија, добрососедски односи. Денове можев да забележам заеднички став, еден до друг застанати двајцата лути политички противници во Бугарија, Борисов и Кирил Петков. Иако имаат диаметрално спротивставени позиции за многу прашања и теми во Бугарија, сепак знаат да изнајдат заеднички јазик. Зошто кај нас, кај нашите водства, партиски, не може да се надмина тој поларитет и суета? Па, знаете, тоа е израз на политичка култура и тоа на некој начин создадени политичко поднебје такво, политизирано, кај што во немање понуда соодветна програма на гласачите сме ги тренирале, условно кажано, гласачите да се такмичуваат на основа на две групации, на патриоти и на издајници. 30 години ние вршиме такмичење по тој основ. Кој е поголем патриот, а кој е поголем издајник или вајс верса. И сега имате и проблем вие као лидерство, ако така сте ја брифирале, тренирале, структурирале политичката култура кај вашето политичко гласачко тело, не можете тоа брзо да го менувате и затоа продолжувате да му нудите тоа политички мени. Критичарите велат во однос на буџетот за идната година, критичарите велат дека 5,5 милиарди евра е буџет кој е надвор од реалните потенцијали на македонската економија. Сега прашањето е дали станува збор за мегаломански буџет, реален или за обид за предизборен подкуп.
Мислам дека и самите критичари на буџетот знаат дека тоа не е мегаломанен, дека не е преголем буџет, затоа што треба да видите колкава е зголемувањето на буџетот. И по тој основ не е битно апсолутната бројка. Треба да видиме дека да, 5,5 милиарди евра буџет е расходната страна, малку помалку од 5 милиарди е приходната страна, но која сакате страна да успоредиме во однос на релативното учество на буџетот во бруто домашниот производ, приходната страна е некаде околу 30%, а расходната страна е околу 34-35% од бруто домашен производ. Што после Косово е најниско ниво од земјите на Западен Балкан. Така се мери дали буџетот е голем или не. Во однос, релативен однос во бруто домашен производ, колку учествува. Втор аргумент дека буџетот не е мегаломански и растот не е вештачки е причината што приходната страна расте со околу 10% предвидувањата, а расходната страна со точно 5,8%. Што значи пак равенката води кон буџетска консолидација, односно фискална консолидација. И трето, конечно, златните правила се задржани согласно законот. Тоа што ви го спомнав. Има две златни правила кои што веќе прва година се применуваат од оваа 24-та година, тоест да не биде јавниот долг повисоко од 60% и да не биде дефицитот, буџетскиот дефицит, значи консолидираниот, зборам за вкупниот консолидиран фискален дефицит, да не биде повисоко од 3%. Меѓутоа, ММФ сугерира значително да се намалат социјалните субвенции, а од друга страна со зголемувањето на платите на функционерите се отвори Пандорината кутија, па се соочуваме со ситуација лекарите да бараат зголемување на платите, пензионерите да бараат зголемување на пензиите. Можеме ли со ваква кондиција финансиска, со ваква стапка на задолженост моментална, 2024 да издржиме, например, зголемување на пензиите од 5.000 денари на кои инсистираат пензионерите? Ајде одиме со ред. Прво, факт е дека ММФ забележува во делот на некои социјални субвенционирања, кога се работи за моментални субвенционирања, за краткорочни субвенционирања, за несистемски субвенционирања, и тоа е факт. И тоа така и во право, дека забележуваат во смисла еднократна поддршка. Но ММФ не забележува во делот на системските решенија од типот на нивелизација на плати, индексирање ние ги велиме, и нивелизација и индексирање на пензиите. Бидејќи тоа се системски решенја. Друго е решењето дека ние влегуваме во една спирала на зголемување на плати и на сите овие аспекти од типот на плати за јавна администрација, како еднократно зголемување и одеднаш зголемување на пензиите, кои што се прават освен нивелизацијата и како такви се неодржливи. Меѓутоа, мора да признаваме дека во делот на платите ние неминовно тоа да го правиме, затоа што почнаат дефинитивно да напуштаат вработувањето многу способни и млади луѓе. Затоа платите денеска во буџетската расходна ставка се предвидени околу 40% во маса поголемо од тоа пред 3-4 години. Ама па затоа е задржано и можноста да бидат поефикасни во делот на дејствување. Не е проблемот до висината на платите. Проблемот е до ниската продуктивност на вработените во јавната администрација. Проблемот е во уравниловка. Значи, како се делаат и како се распоредуваат платите, мора да биде модел на перформирање. Не можете вие подеднакво да исплатувате плати на две различити институции врз основа на платен разред само. Вие мора да внесувате компоненти на перформирање. И перформансите се мераат со индикатори. Така да сега пензискиот фонд во овој момент дури ево психолошка гранична, би рекол, лимит, кај што се
предвидува дури да надмине 50% субвенционирање од владиниот буџет, односно од државниот буџет. Фондот за пензиско инвалидско осигурување ќе надмине 50% субвенционирање од државниот буџет и ова е на среден и долг рок уште полошо во делот на пензискиот фонд, а истовремено и на фондот за здравство слично. Академик Беџети, проценките или проекциите на владините министри кои ги водат ресорите економија, финансии се дека идната година инфлацијата ќе биде подностливи, ќе се движи помеѓу 3 и 4 на 100. Дали во година која ќе биде изборна, ќе имаме двојни избори, претседателски и парламентарни, нивните проекции се реални и колку држи вода тезата дека 2024 ќе биде година на економско заздравување? Прво, економската стапка на раст во 2024 е предвидена од страна на Министерството 3,4%. Значи, по моје мислење, тоа и не е некое заздравување. Малку по-конзервативно предвидува Народна банка, Централната банка. Светска банка е најконзервативна во предвидувањето. Тие предвидуваат околу 2,6% за нас раст. ММФ е околу 3%, на исто ниво како и Централна банка, но како и да е, тоа е ниска стапка на раст. Во услови на потребната доходовна конвергенција на нашата економија со Европската Унија. Знаете, во тој дел потврлуваме многу. Анализите последни, економетриски, што ги правиме, колку сме конвергентни доходовно, споредбено со Европска Унија, покажува дека со стапка од 3,5%, кој што го предвидуваме сега растот, нас ни треба цели 48 години да стигнеме до просекот на Европска Унија да бидеме конвергентни. Затоа овие стапки се прилично ниски. Од друга страна пак, ако гледаме инфлацијата, не дека само ние предвидуваме смирување на инфлацијата. Сите релевантни меѓународни финансиски институции предвидуваат до година значително смирување на инфлацијата и сегашниот пресек тоа го покажува. Ние во ноември, а имавме во однос на една година под тоа, од околу 19% на 3,67%. Значи, ние веќе идната година предвидуваме инфлацијата од 3,6%. Според тоа што внимателно ве слушам, очекувате економска стабилизација во текот на идната година, без разлика што влегуваме во изборен процес, кога генерално институциите се не се во полна кондиција. Во делот на институциите ние сме со значителен слаб институционален капацитет редовно. И ние сме станале, да речам, отпорни во тој дел, на жалост. Сме се навикнале во нефункционирање на институциите или, како велеше еден од поранешните политичари, шашава, ама функционира. Така да не мислам дека во тој дел ќе има некој проблем. Дури изборните години се години кои што на некој начин потикнуваат некоја активност. Бидејќи кај нас факторот потрошувачка е многу важен. Ако корупцијата ни е ендемска појава, како од јавните набавки и буџетот да се тргнат лепливите раце на министрите, директорите и останатите функционери? Како е возможно корупцијата денес да е во фокусот како главен проблем во време на оваа владеачка гарнитура, а ако претходно направиме паралела дека во времето на ВМРО ДПМН важевме за заробена држава. Сега корупцијата ни јаде институциите. Па зависи кој е приоритетот во тој дел кога гледаме што е полошо, бидејќи дното никогаш не е конечно. Сакате да кажете дека може уште полошо да биде? Па, еве, ние гледаме, наместо во едно време имавме ем заробена политички државата, ем економски, финансиски, тотално заробена. И ништо не функционираше по тоа. Сега велиме само корупцијски тој дел, бареме политички има некоја слобода, дури и мало превише. Од тоа, меѓутоа, и едното и другото е многу лошо. Како тоа да се справуваат со вакво судство, со вакви институции, не очекувам дека нешто ќе има навистина некој позитивен резултат. Многу едноставна е формулата. Честни луѓе
Треба да ги имате врвни, и вие добро велите, и министри, и директори, и се. Значи, не се тамо само една структура, тоа е многу широка лепеза на луѓе кои што се со преференции да придобиваат од корупција. Знаете, изместени се целосни вредностните системи во општеството. И ова е многу лошо. Денеска е наивен, да не речам, неспособен тој што не е корумпиран. Што апсолутно е спротивно на систем на вредности во Западот. Дури други земји кои што беа многу по, да речам, лошо поставени визави корупција почна да функционира. Гледате што се случува Албанија. И ние имавме специјално обвинителство. Нивното специјално обвинителство веќе има 4-5 министри, 2-3 градоначалници, неколку директори на предпријатија веќе се во притвор тамо. Веќе се со конфискиран имот во Албанија. И тоа од владеачката гарнитура. А замислите во каква состојба беше Албанија пред 10 години. А што сме ние? Значи, на некој начин, поготово последните интервенции во системските закони, на кривичниот законит, тој фамозниот 353 и промените во тој 353, што се случија, мислам дека катастрофално однесување и импакт ќе има во тој дел. Не влијае многу делот на тоа црни листи кого ќе внесе САД. Голема чуда, тие луѓе и не треба да, и нема да патуваат во САД, нема да градат некоја политичка кариера. Во делот на политичка кариера тоа секако влијае. Не, треба ефикасно, ефективно судство, со завршници, со пресуди, се додека не ги гледаме тие луѓе тамо кај што им е место и да им се конфискира се тоа што е земено од граѓаните, нема фајда од корупција. Стана реторика ова сега. Антикорупција, а тоа е многу едноставно, затоа што реков, изместени се сите системи на вредности во општеството. Дали Македонската академија на науки и уметности или од највисоката научна институција ќе произлезе и можниот иден кандидат председателски на следните избори, според одени анкети и истражувања, досегашниот председател и председателот во заминување на чело на МАНУ академик Коцарев има висока поддршка за иден председателски кандидат. Видите, не е исклучено можноста да излезе од базата на МАНУ некој кандидат, меѓутоа ја лично сметам дека тоа би било многу погрешно рекрутирање, затоа што може од било кој да е, од одличен научник да испадне многу лош политичар. Поготово ако тој е некој профил кој што би знаел само да пишува дневни колумни, дневни анализи, фолклорски предвидувања. Државата не е фолклор. Државата е сериозна работа да ја водите. И мислам дека 2-3 основни атрибути што треба да ги поседува председател, потенцијален кандидат за председател, треба прво да имате интегритет. Значи, второ да имате вградено во себе критериуми од типот на правичност, праведност, инклузивност и да пресликувате реалното општество во целина. Ќе треба да бидете на некој начин на мониторинг над двете други власти. И извршната и законодавната, а и судската власт. Мислам дека кандидатот потенцијален за председател на држава треба да биде и чесен човек, со сите овие параметри, за да граѓаните му веруваат на таа институција и да може со својот интегритет, со својата докажана честност, со својата докажана не земање страна по етничност, по вероисповест, по култура, да не зазема страна за да може да внесува фрагментирање во општеството. Ние и така како општество сме крајно фрагментирани во тој дел, политички ако сакате, па и по културолошки по тие разлики. И сега треба фигура која што ќе ги обединува граѓаните во овој дел за да оди напред општеството и тоа треба да пресликува реалната состојба во општеството, а не обратно.
Академик Беџити, интервјуто ќе го завршам со политичко прашање. Почнавме и со политика. Зошто во јавноста подолг период се создава атмосфера дека постои албанофобија, дека има повторно поделби на патриоти и предавници, вие што велите, дека едните подгреваат национализам во државата, другите се обидуваат да создадат или да поттикнат нови меѓуетнички тензии. Видите, нажалост, јас кажав и во самиот почеток дека ако така сте ја тренирале или едуцирале вашата изборна база, вашите гласачи, вашите поддржувачи со фолклор патриотизам, со вакви загревања, веројатно кога доаѓа времето на циклусот на изборите, ќе треба таква понуда да им дадете, за да можете да ги мобилизирате нив. И нажалост, тоа е факт. Кај нас дека и двата блока, условно кажано етнички грото, и меѓу себе интерблоковите си такмичат по таа основа. И тоа е за жалење. И тоа е за жалење во ситуации кога ние имаме толку многу други приоритети, други потреби за се создава таа кохезија во општеството. Вие велите дека се подгреваат во смисол на албанофобија. Па еве, зашто таа албанофобија не се на некој начин смирува од тие што ја подгреваат? Зашто не се откажуваат еднаш по тој основ да се такмичат? Гледате дека буквално кога се спомнуваат одредени личности во тој дел, тие си создават некоја мнение као пропаѓа државата. Па така беше и кога избравме министер за надворешни работи, дека ќе пропадне државата на меѓународна активност ако некој си албанец беше министер. И читам сега како некои македонци, условно речено, со критичен осврт, ама интелектуалци прави, пишуваат за актуелниот министер за надворешни работи дека еве на некој начин се осеќаат многу со дигнитет, поготово со последните активности како черман на ОССЕ или ОПСЕ. Има можност да биде критикуван било кој да е. И да биде албанец, и да биде турчин, и да биде македонец, по основ на други карактеристики. Дали е тој правичен, дали е корумпиран, дали е продуктивен, дали е поштен, дали тој ги двои граѓаните по културолошка позадина. По овие основи треба да почнат да се критикуваат луѓето. Кој е добар и кој е лош. Ние се уште прошируваме предрасуди на етничка основа. И тоа секој пат пред избори. И после изборите, сами кои што ќе добиват изборите, ќе видат, ќе се потрудат како тоа да го спреснуваат. Тешко е тоа после да се направи така. Затоа што тие, ако згревате гласачкото тело така, таа енергијата меѓу себе така ќе си ја потроши после. И ќе ви се врати бумеранг. И немојте ве молам, па се проширеа овде и ги знаеме ние тие приказки. Дека целата економија ја зедоа на врат затоа што албанците ја водат цела економија. Министер за финансии албанец, потпредседател на влада албанец, министер за економија албанец. Што има лошо во тоа? Зарем лошата економска состојба не се зашто тие се случија да бидат тројца албанци? Па што се случија 30 години пред тоа? Ние 30 години имаме просечна стапка на економски раст по 2%. Цел период. Па само 3 години биле овие тројца. Значи, што е тоа проблемот? Не е тука проблемот. Проблемот е некаде друго. Така да, мислам дека навистина и како општество една за секоја што треба да... И тоа треба да имаат улогите сите. Значи, и невладиниот сектор, и академската заедница, и општеството во целина, и медиумите, и сите. Бело е бело, црно е црно. Не е битно дали е албанец, македонец, турчин, ром или што е.
Така да, во овој дел, додека ние не ги надминеме овие предрасуди и додека не ги активираме, овие структури треба да бидат казнати, кои што нудат вакво мени, ваква понуда. И тоа циклично, и тоа циркус. Па 11 години владееше таа опозиција македонска со тоа, со ДУИ. Токму ние која критикувавме толку многу и ДУИ и нив, тие беа заедно. И тоа братски ја водеа државата. Многу подолго. ВМРО владеело подолго со албанците отколку самото СДС. И зашто се поставува така прашањето? Мислам дека навистина тоа дефинитивно треба еднаш да се демонтира како политичка равенка во такмичење на предизборните програми. Благодарам за гостувањето и за интервјуто. Благодарам. Следете интервју со академик Абдулменап Беџети. Политички систем е новата книга која неделова беше промовирана на правниот факултет. Од авторите е Рената Треневска-Десковска, потоа Јелена Христовска, како и доцент доктор Марко Картолица. За вас ке речат еден од најинспиративните професори на правниот факултет. Имаше едно истражување поодамнешно и вашите колеги помлади на правниот велат оцениле Картолица еден од најинспиративните професори на правниот факултет. Професор Картолица, во книгата Политички систем обработувате неколку теми, меѓутоа и неколку клучни поими, а тоа е политика, демократија, идентитет, национализам, владење на правото. Сите овие поими на кои ставате акцент во учебникот за студентите на правниот факултет, денес се многу актуелни. Првенствено благодарам на поканата, благодарам и на преубавата најава. Точно е, пред повеќе од 5-6 години, како асистент бев избран за најинспиративен асистент на Универзитетот Свети Кирил и Методи од страна на студентите, и тоа ми представува едно од најважните признанија, бидејќи секогаш сум се трудел работата да ја гледам како еден вид на мисија и да придонесам и да инспирирам студенти да станат најдобрата верзија од себе. По имете кои ги спомнавте, би требало секој учебник по политички систем да ги опфати. Така и ние тука. Првенствено имавме идеја да ги опфатиме сите теми од силабусот, но дополнивме и една нова тема, односно тема која се врзува за вредностите на недемократски системи, бидејќи сметавме дека во време кога вредностите на недемократските системи, на авторитарните режими во светот растат во последните 2 децении, важно е студенти по право, важно е студенти по политички науки да ги знаат овие вредности, да знаат зошто ваквите системи представуваат опасност за човековите права и слободи и зошто би требало да се вратиме на она Черчилово дека демократијата е најлош облик на владење, но многу подобар од се до сега што сме имале можност да пробаме. Не би можел да излечам, меѓутоа на сите теми ставаме посебно внимание со тоа што овој учебник е многу интересно направен, многу современо направен, следејќи ги искуствата од западноевропските, а посебно од американските универзитети, бидејќи внатре ќе забележите, освен текст кој е пишуван на прилично едноставен и разбирлив јазик, ќе забележите илустрации, табели, графикони, кои треба на студентите, меѓутоа и на пошироката јавност, работите да им ги доближат и лесно да бидат за нив разбирливи. Македонска автократија или демократија, кои се белезите на македонскиот конституционализам? Па ако погледнете, ние од 1990 година, 1991 година, ако се врземе со носењето на Уставот, почнуваме со градење на демократско општество и на плурално општество. И 30 и на повеќе од 30 години подоцна, реално не можеме да кажеме дека сме навистина консолидирано демократско општество. Проблемите се присутни и покрај нашата специфика која ги има нашиот систем, реално последните 2 децении, како што спомнав, беа обележани со подем на авторитарни вредности, подем на популизам. Станува прилично модерно и во светски рамки лидери со цврста рака да бидат атрактивни. Веројатно и тој бран не одмина и нас.
така што кога ќе погледнете, се уште ние се наоѓаме во некоја фаза на транзиција кон демократија, па често не оценуваат како некој вид на хибриден режим или делумно слободни, бидејќи за да создадете демократија не е само доволно нормите да ги промените. Многу е поважно да создадете вредностни демократски во рамките на општеството. Русо би рекол убаво е да создадете демократија, но уште поубаво е да создадете граѓани кои ќе сакаат демократија, граѓани кои ќе знаат што точно значи демократија, ќе практикуваат демократија и ќе се борат за таа демократија. Ние наследивме определени авторитарни вредности од периодот 45 до 91 и очигледно во периодот на транзиција тие авторитарни вредности ни се пренесоа и во овој период. Професор Кртолица, во книгата се осврнувате и ставате акценти на владењето на правото. Зошто ни се случува пандемија на криминал, ендемска појава на корупција, на правна несигурност? Така, се сложувам. Има една мисла кога започнуваме со предавање на тематската целина за политичка култура, каде што велиме дека ниту еден устав, ниту еден закон, ниту било која институција може да ја заштити демократијата и владењето на правото кога тие идеи умираат во срцето на граѓаните. Што значи, ние секогаш тргнуваме од институциите, но многу е важно да кажеме дека секој во ова општество има своја улога во градењето на демократијата и во градењето на владењето на правото. Во таа насока би рекол дека во состојба кога е нормално, општо прифатено дека треба да се фаќаат врски, општо прифатено дека е многу побитно кого знаеш отколку колку знаеш, ни се рефлектира понатаму тоа и во институциите. Потребно ни е повеќе луѓе во ова општество кои ќе бараат промени, потребно ни е повеќе луѓе кои ќе бидат со партиципативна политичка култура и кои ваквите појави кои што ги спомнав ќе ги критикуваат, нема да ги практикуваат и ќе се борат за навистина владење на право. Оти демократијата без владење на право станува лесно подложна да биде злоупотребена од страна на популистички лидери. Колку и како политичкиот и уставниот систем се избор на аномија или атрофија на институциите? Институциите не може да се развијат во определен вакуум. Има многу интересна приказна дека кога се креирале определени устави во рамки на посткомунистичката регија, луѓето кои размислувале за креирање на ваквите устави, сакале да создадат англиска демократија. Одговорот на тоа било во ред, ќе ја создадеме, ама ќе треба да донесеме луѓе од Англија. Што значи институциите вие на хартија може да ги поставите, меѓутоа како тие понатаму институции ќе се развијат, духот се луѓето кои што ќе влезат внатре. Затоа во оваа насока клучно би рекол дека треба да обрнеме внимание на капацитетот на институциите, а не само да ги анализираме како прости згради и ѕидини. Професор Кртолица, во очи или во наредните месец после нова година ќе биде формирана пржинска влада, според истиот досегашен принцип, пред избори пржинска влада. Кои се позитивните и негативни страни околу формирањето на влада која треба да спроведе избори? Сосема известно според моите информации дека и покрај тоа што ВМРО ДПМН нема се уште донесена одлука дали ќе партиципира или не, сепак моите сознанија се дека најголемата опозицијска партија ќе биде дел од пржинската влада. Пржинската влада произлезе како решение во едно многу поинакво време. Пржинската влада произлезе како решение во период на тешка политичка криза и во состојба кога ние како општество сметавме дека тогашната владеачка гарнитура не поседува капацитет да спроведе фер, слободни демократски избори. И според тоа, во таква состојба ние трагавме по решение тогаш како да дојдеме да изборите во 2016 година на крајот продуцираат легитимитет на новата владеачка гарнитура, без разлика која во тој период ќе победеше.
Првично идејата за пржинската влада се врзуваше за изборите 2016 година, меѓутоа некако пржинската влада се провлече и понатаму. Беше применувана во 2020 година, а сега гледаме дека истото ќе биде и во 2024 година. По мене пржинската влада е навистина нестандардно решение во поглед на влада која треба да организира избори. Она што јас велам, кога имате проблем како модел да им го објасните на пријатели во странство, значи решението не е добро. Веројатно ќе застанете како пржинската влада функционира на моментот дека треба да организира избори, а сите понатаму решенија ќе изгледаат многу чудни за нив и многу тешки за разбирање. Комплексна е, нефункционална е од она што го видовме претходно. Меѓутоа, во 2016 па доведе да сите актери по завршувањето на изборите ги прифатат изборните резултати. Картулица, колку е возможно пржинската влада да биде функционална во ситуација кога најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН го оспорува легитимитетот на спикерот на собранието, кој воедно ќе биде и премиер на пржинската влада. Како тоа би функционирало? Па и до сегашното искуство покажа дека пржинската влада тешко функционира. Често гледаме конфликти помеѓу министрите и дополнителниот заменик министер, односно министерот со дополнителниот заменик министер, односи кои што се проблематизираат и председателот на владата со останатите членови од владата кои доаѓаат од опозицијата, така што верувам дека тоа ќе биде состојба и сега во рамките на оваа пржинска влада. До сега се покажа од аспект на тековно функционирање дека тешко оди функционирањето на пржинската влада, меѓутоа од друга страна па и за 2016 и за 2020 немавме состојба каде некоја политичка партија би рекла дека не ги признава изборите. Дали е тоа само влијание на пржинската влада, не мислам искрено. Мислам дека амбиентот е многу поинаков и во 2020 година и во 2024 година од она што беше амбиентот во 2016 година. Не е единствената причина за помирна атмосфера денеска пржинската влада од она што беше состојбата во 2016 година. Се најавуваат предизборни коалиции, не се исклучува СДСМ да иде во коалиција со ДУИ и веројатно со Алијанса на албанците, но како вие гледате или кои се предностите и маните на ваквите меѓуетнички коалиции меѓу политичките табори и од власта и од опозицијата? Доколку тргнем од аспект на теорија и доколку тргнем од лично моје убедување, за мене иднината на Македонија е во меѓуетнички предизборни коалиции, кога партии од различни етникуми, вклучително и од албанскиот етникум, би креирале заедно една заедничка предизборна листа и би излегле пред граѓаните со таква понуда. Тоа конечно би го тргнал етничкиот момент во македонската политика и наместо да се бавиме со етнички прашања, ќе почнеме да се бавиме со граѓански прашања. Ќе почнеме да се интересираме за вистинските проблеми кои не мачат во нашето општество и конечно ќе можеме да се концентрираме на кој нуди подобри решенија за нивно решавање. Дополнително ваквите предизборни коалиции помеѓу различни етникуми ќе намали и радикалноста во реториката на политичарите, бидејќи ако некој политичар од еден етникум навреди друг етникум, практично целата листа ради тоа ќе страда. До сега СДСМ беше похрабар за разлика од ВМРО-ДПМН во тој чекор и во 2016 година одлучи да се отвори кон етничките албанци, додека во 2020 година направи предизборна коалиција со политичката партија БЕСА. Во двата наврати, ако погледнеме, како чекор се покажа исправен за Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи во 2016 година околу 50.000, ако не и повеќе, гласови за Социјалдемократскиот сојуз дојдоа токму од албанските гласачи. Во 2020 па може би уште повеќе, бидејќи со гласовите кои ги доби коалицијата на СДСМ, практично Социјалдемократскиот сојуз издвојува победа. Точно е дека потоа таа коалиција се распадна,
меѓутоа за историја ќе остане дека победник на тие избори била коалицијата предводена од страна на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Како ќе биде сега, не можам од оваа перспектива да прогнозирам. Сите опции се отворени, имајќи предвид дека ние покрај парламентарни избори во истиот термин на 8 мај треба да имаме и втор круг на председателски избори, каде што ќе биде битно што поширок спектар на политички опции да имате кај себе, за да може да привлечете поголем број на гласачи во вториот круг и за председателските избори. Така што веројатно партиите ќе ги прават тие калкулации, но во оваа ситуација поклопувањето на двата избори веројатно ќе го олесни ова прашање за предизборни коалиции помеѓу македонски и албански политички партии, но ќе видиме. Професор Картолица, на крајот, какви се според вас шансите, она што денуваме може да се слушне во јавноста, дека пржинската влада би можела во овој меѓупериод да ги спроведе или да ги протурка уставните промени? Што вие мислите? Јас не сум оптимист за тоа и мислам дека на пржинската влада главниот фокус треба да и биде организирањето на изборите. Ние речиси цела година говориме за уставни измени. Уставните измени не се случија и мислам дека би било прилично ризичен потек таквите уставни измени да се случуваат во период на пржинска влада, која главниот фокус треба да го стави врз спроведувањето на избори. Давањето на пржинската влада дополнителна задача, мислам дека нема ни да има време, ако погледнеме во тие 100 дена кои што ќе имаме пржинската влада, целиот процес на уставни измени да го доведе, дури да има волја, да го доведе до крај. По мене, фокусот на пржинската влада треба да биде на организацијата на изборите. Затоа, впрочем, и како решение сме ја смислиле, која морам да кажам дека е сосема нестандардно во компаративните искуства кога ќе ги погледнете, затоа што да, се сретнуваат влади кои организираат, кои имаат задача да организираат избори, меѓутоа вакво каде што ви имате од различни политички партии, реално е прилично уникатно како е поставено во нашиот систем, затоа што како решение е никнато за да го реши да ги реши прашањата кои произлегува од кризата политичка од 2015 до 2016 крајот. Благодарам за гостувањето во емисијата. Ми беше задоволство, благодарам на поканата. Следете разговор со со доцент доктор Марко Картолица, еден од авторите на книгата Учебник за правниот факултет и студентите од правниот факултет Политички систем, каде автори или коавтори се професорите Рената Треневска-Десковска и Елена Трајковска-Христовска. За крај како нов почеток, овде во Александар Палац, каде што е и студиото на Трилинг, се собраа млади со бистри погледи и хумани ликови. Да ја прослават и иднината и дигиталниот бранд преку Креатив Хаб. Тој производ на Аријана Косхарова ја вивна во мрежата на новите предприемачи. Предланската нова година, потоа што во октомври 2021 таа гостуваше во емисијата Трилинг. Речиси секојдневно сте во комуникација со млади. Што им недостига во Македонија на оваа млада нова генерација? Па би рекла дека им недостига можност на луѓето. Меѓутоа, исто така им недостига знаење и насока. За ти да знаеш каде одиш или за да можеш да станеш успешен во било што и да работиш, прво треба некој да ти го покаже патот. Например, сакам да бидам директор на маркетинг. Океј, како? Кои се чекорите? Од каде треба да почнеш? Што треба да знаеш? Кои се вештините? Значи, ние и во Creative Hub тоа го викаме прво знаење, после работа. Ти ако немаш вештини, знаење и компетенции, нема да се чувствуваш сигурен во самиот себе си да почнеш дали да бараш работа, да променуваш работа или едноставно да ја градиш кариерата. Така што мислам дека првото нешто што им недостига на младите е знаење во нашата земја, а после тоа би рекла можност за не само за вработување, меѓутоа можност за можеби самите да се предизвикаат као предприемачи, бидејќи самиот пазар е едноставно мал за тоа. Колку македонскиот пазар, споменавте дека нашиот пазар е релативно мал, но колку нуди можности
за оваа млада генерација на предприемачи? Па, многу помалце него ли што би имало во другите западноевропски земји или да речеме во Америка, бидејќи, како што кажавте и пред 2 недели точно победивме на World Business Angels Investment Summit во Мајами. Така што еве, ако го земеме и нашиот бизнис како еден пример на млади луѓе кои што буквално самите инвестирале во нешто да направат, сме почнале од нула, сме стигнале негде после 4 години, меѓутоа сваќаме дека толку е ограничен на пазарот. Така што зависи, знаеш како Чомовски, зависи во кој бизнис ќе се предизвикаат. Меѓутоа, ако сакаат раст, развој и она нели скалабилност на бизнисот, зборувам да допрат до што поголем број на клиенти, тогаш дефинитивно треба Македонија како пазар е мал, нели треба да се отворат према други пазари. Каква ни е иднината во празничните изданија на Трилинг? Довидување до идниот петок во исто време, 20 часот и 45 минути, а до тогаш читајте не на triling.mk.